небеските оци, отело ангели, исповедници, преподобни, иерарси, маченици, да ги чествуваме со песни свештените мир и спасти души нашја. Голема пофалба и крепост има градот и вериски светите. Далеко баш од нас секакви слабости. Пораки за силна вера во Бога стаса и од монашството од Света Гора, која донираа петата копија на чудотворната икона. Отец Филотеј подлече дека ова икона треба да ја зајакне вербата и силата кај верниците. Έκανε μεγάλα και θαυμαστά ο Κύριος σε μένα направи големи и чудесни дела врз мене, και η ευσπλαχνία του απλώνεται σε γενεές γενεών и неговата штедрост се продолжува на родови и родови εκείνων που τον φοβούνται. од оние кои се плашат од него. Έδειξε δύναμη με το βραχίονά του Покажа сила со својата рака και διασκόρπισε τους υπερήφανους. и ги распрсна горделивите. Κατέβασε άρχοντες ισχυρούς Ги симна από τους силните θρόνους владетели од нивните престоли και ανύψωσε ταπεινούς. и ги воздигна смирените. Γέμισε με αγαθά τους πεινασμένους Гладните ги исполни со добра και με άδεια χέρια έδιωξε τους πλούσιους. и со празни раце ги изгони богатите. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια, Денес, по 2000 години, η κυρία Θεοτόκος ήρθε από τον Άθωνα Богородица, Господјата наша, дојде од Светагора και πορεύθηκε στην ορεινή πόλη της и Τρούμιτζας. дојде во Ридскиот крај во Струмица. Εισήλθε στο ναό των 15 μαρτύρων. Влезе во храмот на светите 15 свештеномаченици. Δεν χαιρέτησε την Ελισάβετ, Не ја поздрави Елисавета, αλλά τους μάρτυρες. но мачениците. Верниците се радуваа што во Струмица пристигна чудотворната икона на Пресвета Богородица брзопослушничка. Ги имаше од сите градови од Македонија, но и од странство. Се обидуваа да ја допрат и се молеа за здравје и берикет. Слушнале дека ова икона на Света Гора прави чуда и брзо ги услушувала молитвите на верниците кои имаат силна верба во Бога. Тоа значи спас за нашиот народ, јас го сваќам така, и за нашите души, и за нашите поколенија, и за нашите деца, и за нас самите. Многу важи за христијанската вера, за нас се радуваме од иконата е донесена тука, да се почитуваме, да ја посетуваме, кај што ќе биде во Свети 15. Това многу ни значи, многу. Многу сме задоволни, јас како струмичанка горда на ова икона и се надевам дека ќе ни помага, ќе не чува од зло, од се. Слава ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Лично, значи доаѓање на нешто свето кај нас. Ние го дочекуваме како што Исус Христос бил во Иерусалим дочекуван, на таков начин и ние дочекуваме оваа светиња, значи образ Божи. Може ли овде да ни помогне, да ни брзо услуша молитвите? Па се надевам, тоа зависи од нашите срца веројатно. И нашите мотиви. Господ суди по мотивите. Па сега какви ќе ни бидат мотивите и срцата, кај ќе ни бидат, веројатно така и Господ ќе не слуша.
со пресветиот и благ и животворен твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Нешто многу убаво, дури солзи да ти потечат. Благодарение на незе, мислам, јас ти се ослободи од душа, од срцево ми се ослободи некако. Полна сум со среќа, со радост. Нека кажа. Многу среќа, здравје, благослов за цел град, за сите луѓе. Како ја примивте веста дека ќе имаме вакво нешто, ваква икона од Света Гора? Многу бе возбудена, премногу возбудена. И со голема радост ја очекував тој ден. Специјално дојдовме за поклонение на при иконата. Специјално дојдовме од Бугарија за да се поклониме пред иконата. Слушнавме дека помагала, дете преговорило пред неа. Да е проговорило тука и силно вярваме. Па вака, јас повеќе информативно слушнав дека сликата доаѓа од Света Гора и така. Значи многу. Значи многу во повеќе смисла. И во смисол на одржување на вера, на да кажеме на наше препознавање и така, вакви манифестации се секогаш корисни и убави. Подарокот од Светогорскиот манастир Дохиер останува во Струмица. Иконата висока 1,80 м, широка 1,30 см, ќе биде на поклонение на верниците, а не се исклучува можноста таа да престојува и во други православни храмови во нашава земја. Илјадници верници излегоа на струмишките улици да и се поклонат на светата икона кој што пристигна од Света Гора. Иконата на Богородица Брзопослушница ќе биде сместена во црквата Свети 15 Ивариополски свештеномаченици. Така, тоа беше репортажата која што ја подготви нашиот дописник од